а она што следува во продолжение по вестите во 8:30, веќе добро знаете, е вториот разговор предвиден за ова утро. Веќе нашата слободанка си ја пречека незината втора гостинка ова утро, а тоа е Даниела Михайловска, стоматолог, ортодонт, која што ни доаѓа и со која што ќе зборувате за новитети во стоматологијата. Иновации, новитети за естетика и за многу други работи. Благодарам, Ирена. И уште еднаш ќе кажам добро утро и за оние гледачи кои може би малку подоцна се вклучиле, но сега ќе имаат можност да слушаат токму за она за што ќе зборуваме за новитетите во стоматологијата како млада, па да кажам забарка како што порано стоматолог. Прво добро утро, Даниела, и добре ни дојде и драго ми е што си дел од нашата утринска програма. Оваа тема не сме опаќале многу често, па мислам дека веќе е време. Добро утро. И да се чувствуваш убаво во нашето студио. Ви благодарам на поканата. Чест и задоволство да присуствувам во вашата емисија и се надевам дека ќе бидеме интересни за вашите слушатели. Секако, зашто да не, затоа што ќе зборуваме од областа за која што сме и дојдени, нели? За стоматологијата. Она што е важно е вака, нели, кога ќе се насмееме, да имаме убави заби, да имаме убава насмевка. Кога ќе направиме една споредба за разлика од порано како сето тоа се одвивало во стоматологијата, секако дека и во медицината, и општо во животот, технологијата се оди напред, се менува и така е многу променето, исто така и во вашата професија. Ајде за кои се оние новитети во стоматологијата кои што денеска најмногу се практикуваат? Се вака да почнем дека веќе не сме табу тема, не сме на класична стоматологија и воопшто да, тремата и стравот од зап, болка, инфекција, вадење на заби. Се последователно, да. Сега имаме некои посовремени методи, техники на работа, но сепак пред се самата таа технологија ни нуди побрз принцип и брз развој на иновациите, а ние како доктори, како што следиме светските иновации, ги применуваме. Плејада, значи има висок спектар на третмани, од избелување на заби, од каде да започнеме, избелување на заби, бела насмевка со она Холивуд познатите лушпици, винири, порцелански заби, импланти, вградување на циркони. Сега затоа ќе зборуваме, ќе опфатиме од се помалку. Со оглед на тоа дека си имаме време да зборуваме, и јас ќе честитам прво за тоа дека исто така си жена менеджер за 2025 година, честитки од мене, па ја гледам со оглед на тоа дека фотографијата ја сега гледачите ќе имаат можност исто да погледнат и ќе ти посакам уште се разбира и понатаму долгогодишна успешна работа. Еве сме во стоматологијата и секако сето ова е заслужено. Зошто е заслужено? Секако дека и ќе имаат можност гледачите да слушнат од тебе. Кажавме дека сите светски иновации, новитети во стоматологијата ги имаме ние тука. И секако по многу подостапни цени, за разлика, знаеме нели какви се цените во западните земји, каде што нашинците доаѓаат тука да ги прават забите, и сега ова лето ќе имаме ли раце полни работа? Па очекуваме, да. Да, така е. Кажавме еве за убава насмевка за белењето на забите. Ајде нешто ќе појасниме околу тоа. Можеби некој има здрави заби, каде што не треба многу нели работа за нив, вака да кажам. Меѓутоа не е бојата онака како што може би посакуваат да е. Што треба да сторат? Вака, првин како доктори, ние треба да процениме. И гледаме и фотографии во моментот. Треба да направиме на проценка колку забот е во дентинска состојба, колку е тој жол заб, дали секогаш ние може да добиеме експертно бела боја. Не секогаш кај сите пациенти ја добиваме таа нијанса и секогаш треба да внимаваме да не направиме некој оштетување. Така. Нашиот совет е да се избелат неколку нијанси, тоа се сепак хемиски материјали. Па да не дојдеме до она неприродна боја, да бидат сепак обелени, ја ги викам рефреширани, пилинг на заби, сепак битни преднастани кога ни е потребно. И некаде 2 пати годишно е дозволено да се работи без да имаме оштетување. Природните тонови се 2-3 тона, например, ако имаме скалило некаде
А2, А1, па да дојме до Б1, не превише да не форсираме. Така. Во ништо не треба да се префорсираме, па ниту во кога сме кај естетиката што се однесува за забите. Сега кога го споменувам, еве сме тука како жена менеджер, па можеме да држиме јавен говор, тоа значи дека тремата воопшто не е присутна тука, нели? Но секако дека друго е вака со пред луѓе, пред камери, но јас сум благодарна еве за прв пат си во нашата утренска програма, но ќе се соработуваме и понатаму затоа што сепак имаме за стоматологијата за што да зборуваме и многу да опфатиме теми. Меѓутоа еве ова утро ќе се задржиме за оние да кажам ќе ги истакнеме поважните. Еве ја споменав естетиката. Исто така белењето спаѓа во естетиката, но што и се друго има исто така во естетиката, во стоматологијата. Нашите трендови, значи најбараните момент третмани, но сепак пак да имаме на здрава насмевка, се винирите, лушпиците кои што без да се стружат забите, имаме неколку техника, што ако имаме дозволен простор, стварно не се стружат, но ако ни треба простор, правиме мало застружување на забите, се работи заедно со соработка со техника и добиваме оние лушпици што се ултра тенки како лечите на очите што ги имаме. А тие се става? Се лепа, да, и ја добиваме баш она перфектна смайл насмевка. Сега прв пат дознавам лушпици. Сега и во тие имаме различни материјали, различни техники на работа, може да бидат композитни, може да бидат порцелански. И сепак си бираме ние како пациенти што сакаме. Па и однос на квалитет, во однос на цена. Некои се помалку трајни, некои се подолги. Секогаш може да се смени, не е ништо трајно, не е ништо да мораш секогаш да ги носиш. Така. Може да се смени боја, најчесто некој во помладите години ќе смена неколку заба, например фонтот му е потребен, па со текот на годините се оштетили бочните заби, па се менуваат постепено. Некој има потреба од целосно Холивуд смайл, па и горната вилица и долната, и тоа е процес малку подолг. Но вие како стоматолози вака кога ќе погледнете и ќе видите бели заби кај вашиот пациент, и сте го постигнале оној ефект, да кажам, што сте и пациентот што е прекрасни заби и оној резултат кој што и пациентот го посакал, но и вие тоа сте го достигнале, нели, со вашата работа. Ајде сега со оглед на тоа дека кажав, јас си напоменав прв пат си кај нас, колку години работиме во стоматологијата, малку повеќе да ги запознаеме гледачите со жената менеджер на 2025 година во стоматологијата. Овој септември ќе славиме 15 години. Тоа се сепак долги години. Некаде добри средини. Од колку години почна да работиш како стоматолог? Од средно бев забен техничар и ме интересира како се моделираат тие заби баш во таа протетика и после тоа продолжив на стоматолошкиот факултет. Од каде дојде љубовта кон стоматологијата? Желба за естетика и да направиме нешто подобро. Така, да бидат сите задоволни. Забите се неизбежен дел затоа што ние секојдневно се храниме, така. Како да ги негуваме во малку совети од вас да слушнеме забите кога ние веќе сме ги имаме направено, меѓутоа кога веќе сме го постигнале резултатот, како треба да ги одржуваме и за понатаму, кои ќе ни бидат советите? Малку треба, значи, да ги искараме нашите пациенти, малку се забораваат во тие редовните третмани за контроли. Ние немаме жално навика на 3-4 месеци или на 6 месеци 2 пати годишно да посетат стоматолог. Малку кај нас посетата на стоматолог кога имаме проблем, кога имаме болка. И така сега како доктори, како колеги сме насочени да едуцираме и така треба, како и нашите странски земји, да и децата стварат некоја навика за да доаѓаат на стоматолог. Нормално ако дојде редовно на таа контрола, нема да има кариес или ако е почетен кариес, ние веднаш ќе интервенираме и нормално нема да има оние длабоки кариеси, нема се оштети воспали нервот, например, и да се екстрахира до крајно забот. Така, за да нема понатамошни проблеми. Некој очекува дека ќе се сменат забите, ама не се менуваат. Така е, да, тоа не може да се случи. Тоа е тоа. Советот е да редовно одат на стоматолог, нормално да си одржуваат хигиената, да си користат соодветни пасти, течности за миење. Ако има некој воспалителен процес, нормално или се обработи, некој џеб се створил, нормално храна јадеме, жвакаме. Да се обрна внимание, не сами да си земаат чечкалици да си бцкаат. Тоа знаеш дека го прават, па затоа ако отишат нормално нашата популација зема антибиотик одма. И стоматологот иде во она крајна фаза. Да. Верувам, меѓутоа затоа сме тука еве да посоветуваме и да
да кажеме дека така не е во ред. И така треба. Да, со задоцнување. Да, кога доаѓаме на стоматолог или поготово дечињата исто така кога ги носиме со задоцнување, се не само во стоматологијата, се што е на време и во било која гранка од медицината може да се спречи, а во стоматологијата кариесот. Сега споменавме вие како стоматолог сте исто така и ортодонт. Ајде нешто малку повеќе за тоа со кои проблеми ние најмногу се соочуваме кога е во прашање ортодонцијата или пак со дечињата. Што е она најголемата проблематика и кога треба родителот да реагира кога се однесува за носење, да кажам, протези? Ортодонцијата е една специјална гранка, нели, во стоматологијата. Сега и нејзи може да поделиме за нормална ортодонцијата не е само за деца. Ортодонција, значи имаме ми аномалии кои што или искривени заби, изротирани, отворен загрез, длабок загрез и во постарата популација. Но децата некаде со изникнувањето на првите трајни молари, со изникнувањето на првите трајни инцизиви, веќе може да се направи тој преглед и да се, ако има потреба на детето, да се направи во тој период, во таа млечна дентиција, па и до мешовита дентиција, да се користат тие мобилни протези. Нормално, соодветната аномалија дали ќе биде, како што реков, отворен загриз, длабок загриз, протрузија, прогенија, спрема таквата аномалија се изработуваат ортодонски помагала. Сега, кога веќе ќе достигне нечи период на пубертет некаде, почнуваме, кога се изникнати веќе сите трајни заби, работиме со тие фиксни протези и па сега стана и мода. Доскора не ги сака, сега стана мода, значи едно друго дете то ни е во предност. Сакаат и внимаваат да имаат прави заби, исправени заби, да немаат изротирани заби, да немаат оштетени, нели? Имаме тука новитети што се однесува за протезите и кои се протези. Класичните оние метални брикети кои што постоеле ги имаме. Имаме бели порцелански кои што помалку се видливи. Сега иновациите се во тие invisible фолии за исправање на заби, тој е амерички систем. Тоа е нешто сосем ново сега. Да, сасем ново. Имаме онја лингвална техника каде што се скриени брикетите од натрешна страна, но тие се сепак за повозрастната популација каде што нормално има обврски работа и сака да е скриено сето тоа, но сепак да се среде загризот и насмевката. Па затоа и насловот не е новитетите во стоматологијата, а ни ги презентира, вака да кажам, доктор Даниела Михајловска. Инаку вашата ординација е Diamond, така? И се наоѓа во населба Козле, во Скопје. Имаме уште една соработуваме во Гостивар, така да секогаш тоа дека потекнуваме од Гостивар, па така во таа страна такви сме ние. Такви се скромни, меѓутоа успешни на секое поле, не дека сега тука нешто да се фалиме, меѓутоа драго ми е што си таму од мојот крај, од мојот град исто така каде што ги имам поминато моите средношколски денови и Гостивар како Гостивар сите млади луѓе уште јас кога бев од времето, еве и ден денеска просперираат и се многу успешни тука во Скопје. Сега Скопјани можеби нема толку многу драгоност да им биде. Се шегувам. Меѓутоа да, успешни многу на сите полиња, еве доказ си ти од помладите генерации дека навистина ве бива едноставно на секое поле. Кога ќе се потрудиш и ќе вложиш малку повеќе од она што треба, амбициозни сте, сакам да кажам и драго ми е поради тоа. Сега кога сме кај естетиката, исто така во стоматологијата во последно време јас можам да забележам дека се употребуваат нели оние малку и за лице кај дамите, па и веќе и кај посилниот пол и тие го користат тоа, естетиката, филерите, ботоксот. Ајде нешто малку повеќе за тоа, со оглед на тоа дека некои луѓе имаат одбивност, да кажам, некои си го прифаќаат, некои си сакаат и да се негуваат на таков начин. Па сега, тоа се тие модерни трендови последниве 10 години. Зашто да не се коригира ако можеме, не хирушки. Не е веќе и тоа табу тема, сега е секојдневие, ако нормално се примени правилно, ако не навлеземе во она вештачки дел, во она префорсираност. Па да не можеме ни да зборуваме. Значи, или да бидеме униформни, што денеска сите скоро сакаме да личиме на некого, но сепак треба да сватиме на својот лик, на својата форма што ни треба. Така. За да бидеме вкусни и убави. Така. Сега, и таму има повеќе третмани. Значи, третманите започнуваат од тие хилуронски филери, каде што се пополнувачи на длабоките плетки, средни
бедни, бразди, брчки, како и сакаме да речеме. Имаме филери кои што ни се биоревитализатори за хранење на кожата, витамини, освежување, не предизвикуваат промени од отток воспаление, но сепак како што се разградува во нашето тело, прави една убава затегнатост на кожата. Ботоксот како еликсир на младоста, секој го посакува. Тоа е техника која се работи во мускули и со самите мускули добиваме релаксација и затегнатост, оној брз лифтинг. И да расчистиме кога се однесува за ботоксот, кога се става ботоксот, ако ништо друго јас го имам тоа слушнато дека кожата си останува онаква каква што е во тој период, за да потоа по тие 6 месеци таа воопшто не старее, туку едноставно продолжува ако повеќе него користиме. Ботоксот меѓутоа многу убаво кажавте, тоа да биде суптилно, нежно, онака како што наликува и на нашиот лик и да не ние сега се форсираме и бараме како што вели еден мој пријател сите како братучетки се. Фамилиарни. Фамилиарни, да. Кога зборуваме токму на оваа тема, вие го практикувате. Мене секогаш многу мощно ми е интересен спојот стоматологијата токму со оваа естетика за лице. Како тоа се тоа? Сега кога сакаме една перфектна, една бела насмевка, една здрава насмевка, тоа ни е веќе како шлагна торта да биде убаво. Значи, ние сме дентални артисти на лицето, посебно, иако нас не негуваат многу да не спојуваат каде се овие сега доктори во естетиката, но ја ќе кажам 15 години како иноватор сме во нашата држава, но сепак не е табу тема, значи филерите се користат и во стоматологијата, ботоксот, значи имаме аномалии кои што ги решаваме. Тоа би беше прашањето, значи има заеднички точки. Кога имаме она шкрипење на заби, кога имаме видливо непце, значи ми аплицираме точно дадена група на мускули ботокс за да тоа го ослободиме. Така. А која е вашата препорака кога може да се користи, од која годишна возраст најмногу филерите и ботокс? Ако се оди превентивно некаде, да, од 30-та година, 27, 8, 30 веќе се почнува. А за превенција со тие бустери, не ни треба нас големи дози, не ни треба ботокси од лифтинг ефект, не ни требаат конци, значи работиме и конци, лифтинг од аптосот е перфектно, ама за кожа која што е над 45 години, која што веќе виси, не е таа цврста кожа. Така. Со кои проблеми ние, еве, од твоето, можеме и на ти веќе, долгогодишно искуство во стоматологијата, како гостиварка и тетовка, со кои проблеми ние најмногу се соочуваме како нација што се однесува за проблеми со заби? Кој е број еден проблем? Број еден нередовно посетување стоматолог. И најчесто, значи најлесно им било на секој пациент, извади го забот, заврши вработа и значи со самото губење на забите ние губиме она оклузија, се добива и на лицето нели обликот. Паѓа ликот, значи имаме длабок загриз, немаме правилна исхрана, немаме правилно џвакање и почнуваме да ги трошиме, да речеме така, абрадираме забите. Еден по еден се нишаат, па идеме нели на фазите гингивити, парантози и кога ќе дојдеме малку до крајната фаза, сега ни текнува да дека сме требале нешто порано да го направиме тоа, но убаво е вака да ги потсетиме и да ги посоветуваме нашите гледачи зошто треба да се грижиме. Значи секогаш и во стоматологијата еден изгубен зап треба веднаш да се интервенира, да се замени. Зато се тие познати импланти и најчесто прават импланти. Иде малку на крај за имплантите, да. Најчесто имплантот по правило, значи и вадиме зап, поставуваме имплант. Кај нас популацијата губи цело забало, па сега нели вградуваме импланти, тие се како штрафови, нормално оптеретувањето и тие воспалување и тешко прифаќањето е во таква крајна фаза. Но и таму технологијата оди напред. Имаме денеска толку софистицирани, да речеме, штрафови импланти од различни материјали и техники на поставување. И на нив после се изработува повторно таа протетска надоградба. Порцеланите сепак имаме циркони, имаме кат-кам техники каде што се многу транспарентни, многу се природни и дури окото не забележува дека нешто е веќе вештачка направа. Имаме и за постарата популација, значи тие протези каде што порано биле оние класични, нели, пластични, акрилатот кој што бил видлив насекаде. Сега имаме нели оние силиконски, имаме компјутеризирани техники. Ние имаме таква апаратура каде што со скенери ги скенираме пациентите во устата, се испраќаат тие слики во техника и техниката веќе е спремна со тие компјутеризирани машини
каде што Се си има самиот калап процедура. го ја реже протезата и таа брзо соработка и пациентот брзо добива протезка надокнада за неколку дена. Но одиме ние кон тие навики лека по лека. Па одиме, да. Одиме, не ни се више као странски. Так. И народот е свесен кај нас. Прифаќа. Прифаќа, да. Вака, јас би, кон крајот би сакала да поставам едно вакво прашање. Со оглед на тоа кажавме 15 години во стоматологијата. Од почетокот до сега, со оглед на тоа дека веќе се надоврзаме, имаме новитети во стоматологијата. Процентуално колку е зголемено, односно да кажам, ги имаме овие новитети во вашата професија? Да се процентуално сигурно да не претерам, ама 70% сме далеко, затоа што и ние младата генерација на доктори што доаѓа, нон-стоп се едуцираме. Не познавам веќе колега кој што не оди во странство, тие семинари, конгреси, тие обуки, тие новитети на материјали, нормално сите тие компании не ги презентираат, не обучуваат и ние од таму учиме. Така. И ние уште се дошколуваме. Секако. И нормално се враќаме на побогати тука и почнуваме да ги применуваме. Така. Јас посакувам многу успех, само уште како жена менеджер 2025 година, покрај сите оние други кои беа во таа категорија, сепак те избра, токму заради од сето ова што имавме можности да го слушнеме, твојата амбициозност, меѓутоа љубов кон својата професија, новитетите, сите оние светски трендови кои што ги имаме да се применуваат исто така во вашата ординација и посакувам многу успех и секако ќе се видиме, ние сега опативме повеќе теми, но ќе се договараме вака да се зборуваме секогаш од тема на тема, затоа што не засега сите колку се важни забите за нашето и друго здравје. За нашето здравје сепак го прескокнуваме, но со здрави заби имаме здравје на целиот организм. Така. Благодарам многу за учеството во нашата програма, драго ми беше.